Весна Јаневска, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Утре вие ќе имате релаксирана улога во собранието, каде што се избираат, се разрешуваат, па се избираат министри при реконструкцијата на владата, што значи дека вие вашиот ресор задоволен и премиерот и коалиционите партнери. Но ако сакате да прокоментирате што вие сметате? Да, ми представува задоволство и чест и понатаму да го водам ресорот, но тоа представува и поголема обврска и не е само да се остане таму, туку ако некој е задоволен од вашата работа, треба да се продолжи така, веројатно и малку повеќе да се покаже. Да, тоа како вовед од информацијата што вчера ја обелоденивте, дека при контроли на исполнување на стандардите и условите за високообразовна дејност, досега рековте се затворени 18 институти и еден приватен факултет. Да. Од кои области се овие високообразовни институции зашто се затворени, прочо? Да, еве, дозволете, јас ке си помогнам малку со телефонот, оти многу се. Например, Институт за бизнес економија во Скопје, Институт за геобиологија, археологија, подземни води и екологија во Скопје, Институт за мода, фешн дизајн во Тетово, Институт за одржлив развој и управување со климатски промени и така натаму да не ги набројувам. Научни установи. Научни установи кои, за жал, не се бавеле со наука, и постоеле тогаш кога добиле дозвола, нели, за да постојат, која била идејата дека ќе направат нешто, не знам, но факт е дека проверките кои ги направи комисијата на МОН покажа недостатоци, различни беа недостатоците кај сите нив. Некаде не беа исполнети условите за бројот на научници кои треба да работат на институтот. Некаде воопшто немаше програма за научно-истражувачка работа, воопшто немало визија што ќе се работи и она што беше најбрутално, па јас го кажував, најдовме институт во казино, па најдовме институт во продавница, во задна просторија на продавница. Тоа се е сега затворено и, да бидам честна, 3-4 кога видоа дека почнуваат контролите, сами се затворија. И продолжуваме. Значи има рок. Прво правиме контрола, па им даваме рок од неколку месеци за да ги поправат помалите промени, доколку нели ги можат да ги поправат. Вообичаено не ги поправат и после тој рок ги затвараме. Овде поминале роковите, се е во ред. Сега тече втората фаза на другите институти кои исто така сме им направиле контрола. Велите, уште во процес на затворање се уште 5 до 6 институти, така се прави мониторинг во најмалку 5 универзитети. Причините се главно исти? Во универзитетите се малку различни причините, во институтите се исти. Тие постојат како научни институти, а колку се работи и што се работи, никој досега не е мониторирал, не е контролирал. На универзитетите е малку поинаку. На универзитетите имаме пријава, например, за неправилен избор во звање, за несоодветно трошење на средствата од буџетот кој го дава државата, за евентуални фалсификати на дипломи, за неправилен упис на студенти, тоа се мора да биде по закон. И сега во тој правец ни се пак временските рамки кои законот ги предвидува за да одлучиме на крај што ќе направиме. Имаме за еден високообразовна јавна установа приватна пријавено до надлежните институции истражни и јавното обвинителство сомнение за фалсификат на диплома. Еве, например, ќе кажам, студентката, не ме фаќате точно за збор, не е ни битно, во еден месец положила 14 или 17 испити. Тоа реално на вистина не е можно. А во исто време студирала и довдипломски и постдипломски, тука очигледно нешто не е во ред и истрагата ќе си покаже што не е во ред. Значи, различни се сега формите кои треба да ги... Сега, тука има и приватни и јавни универзитети. Да, и приватни и јавни универзитети. Имате ли, тоа се веќе сериозни кривични обвинувања, например, сознанија за
овие институти, па и факултети и универзитети да се однесувале како пазар за купување на дипломи на сите нивоа и колку од нив и кои впрочем. Веќе посочив, јас на вистина не сум слушнала никаде во светот студент во една сесија да положи 14 испити. Ева, нека не се 14, нека се 9. Реално дека тука нешто не е во ред. Ниту па негде може да во исто време да се студира додипломски и постдипломски. Тоа е тоа што се случува, но нели за да биде по закон за утре да не ни речат дека сме направиле некаква категоризација каде сме постапувале, се во рокови по закон, се на истражна поставка, како ќе одлучи судот, затоа така ќе ќе ги биде. чувате уште малку во тајност верувам имињата на Да, овие ве молам, затоа што установи. се Така. тоа оди на суд. Добре, што прави сега Агенцијата за квалитет на високото образование, а што не правела, гледаме претходно? Во претходниот период и покрај долгогодишното постоење на агенцијата, за жал, таа само давала акредитација за студиски програми. Ние имаме околу 1200 студиски програми, се извинувам, на сите факултети, односно универзитети во Македонија, што исто така една мегаломанија. И Агенцијата за квалитет давала акредитации, некогаш водела сметка дали се исполнети условите, некогаш не водела сметка дали се исполнети сите услови, и таму има индикатори кои треба да се исполнат за да може да се така. И тоа се штанцало така и сме стигнале до околу 1200, но на што сега агенцијата го прави, што ни обврска и кон Европската унија, но првенствено кон самите нас, за да постигнеме квалитет, почна со евалуации на високообразовните установи и институционални, значи да ги види условите во кои што се одвива студиската програма и евалуација на студиските програми. Тоа го прави и на приватни и на јавни универзитети и повторно мене ми е жал, но такви се законите и во ред се. Не е проблем, нека има време, важно да е сработено така како што треба. И сега сме во постапка на неколку и приватни и јавни универзитети каде што се одзема акредитација на одредени претходно дадени програми. Сега, веќе влезе во собрание Законот за високо образование. Дали тој ќе реши некој од овие проблеми, зборувам за пакетот на закони поврзани со високото образование, ако пратениците ве главно од опозицијата и натаму имаат забелешки, наведов неколку, зголемување на ингеренциите на министерот и министерството во автономни институции, тоа и сме го дебатирале претходно, но еве, и тоа останува и сега, скратување на ингеренциите на ректорот, легализација на комерцијалните мерења, комерцијални велат мерења како правна норма, односно вметнување нивно во закон на мислат на Web of Science, Scopus, H-Index, бришење на водени студии од педагошкиот факултет, велат и генерално неверување во универзитетите дека самите можат да создаваат и почитуваат критериуми. Работа на опозицијата е да наоѓа мани, работа е на власта да даде аргументи за тоа што го прави. Еве, јас ке спомнам неколку комерцијални мисли кога велам дека ќе направиме рангирање според Шангајската листа или според КУЕС листата, па тие биле комерцијални приватни фирми на Запад, нема обштествени фирми на Запад, сите приватни фирми тоа го прават, но тие се светски признаени приватни фирми кои рангирањето го прават и во Германија, и во Италија, и во Америка, и насекаде, сите различни, нели? Зошто Web of Science и Scopus пречи? Пречи затоа што јас верувам во универзитетите, ние имаме капацитет, не е дека сме до толку лоши, како што нели понекогаш и меѓу себе сами кажуваме. Зошто? За да дадеме мотив она што досега го работеле или имаат визија да го сработат, само да ги мотивираме помладите да се вклучат и да сработат. Не е точно дека нема капацитет, не е точно дека се неможни,
Постарите професори знаат дека ова е можно, младите гледам се размрдаа на недонесени закони, веќе почнаа да се интересираат, да бараат списанија. Очекувам на крај да заврши се добро во Ќе корист на прифатите земјата. некои од амандманите што ќе ги поднесат, бидејќи и следи тој период? Доколку се издржани, да, но морам да кажам, ние година и пол заеднички работиме на овој закон. Се што сметавме дека е прифатливо, ние веќе ставивме во законот. Не е точно дека државата навлегува во автономијата, но мора да има отчет за парите кои државата ги дава на универзитетите. Тука е разликата за која ние зборуваме. Како што е со контролите во институтите? Како што е со контролите во институтите, како што е со контролите на правилното работење на факултетите. Во колку реновирани домови ќе влезат корисниците на високото образование, студентите со новата академска година? Во два. Во Кузман и во Стив. Во Кузман веќе од 1 октомври, за Стив не сум сосема сигурна, можеби ќе касниме 15 или месец дена, сепак се тоа градежни работи, фирмата вели дека оваа година студентите ќе можат да влезат и во Кузман, но сега беше и еврокомесарката за проширување КОЗ, да го посетиме Стив, на вистина еден модерен дом на ниво на сите европски студентски домови со навистина современи услови каде што студенти и огромен капацитет, сакав да кажам, така да ни еден студент нема да остане несместен, огромен капацитет каде што студентите ќе можат да се посветат на учењето. Се некако ги исплашивте со строгите правила што ги предвидува новиот закон за студентски стандард. Нема алкохол внесување, нема цигари, дрога да не зборувам. Оштетување на инвентар, недолично однесување, дискриминација, физичко, ментално малтретирање ќе значат забрана за представи кој било студентски дом во земјава. Како ќе го регулирате, например, внесувањето алкохол, цигари, ќе ги претресувате, што? Или во собите? Прво, контролите не се невообичаени во европските земји. Мониторингот над доброто владење на студомите во домовите навистина не е нешто невообичаено. Домовите си имаат раководства, си имаат директори, си имаат управни одбори, си имаат служби кои се задолжени да водат сметка за редот во домовите. Но јас искрено се надевам дека е дојдено време, ако ги направиме оние рестрикции за кои што зборувавме за постари студенти, да, до 30. Кои де факто и не се студенти, а ги користат домовите, дека и самите студенти ќе се грижат за домовите, затоа што веќе има такви иницијативи. Јас се надевам во иднина и тоа да го направиме. Например, ако во прва година влезе во соба и ако е редовен студент, до четврта таа да биде негова соба. Така да не конкурира повторно. Така, повеќе би се грижали и така натаму. Добро, ги спомнавте и менаџерите, раководствата, управните одбори од студентските здруженија имаат замерки и на нив. Можно ли е да се тие дел од оној корумпиран систем на издавање соби, не грижа за домовите, повторно преку ред, прогледување низ прсти за вакви девијантни појави? Се е можно, особено затоа што во минатото долго време немало никаква контрола. Грубо е да кажам контрола, еве барем мониторинг. Но ние почнавме со комисии, со ревизии, има право МОН да направи ревизија, државната ревизија може да влезе во домовите и да, најдовме неправилности во работењето и тоа се пријавува исто до истражните органи. Добро. Од високо образование почнавме да завршиме во овој дел со средното образование, заврши матурата, имате ли прелиминарни резултати од во споредба со претходните години, подобри или полоши? Лани било 3,69 просечна оценка, преклани 3,25. Да, имаме прелиминарни резултати, тие не се дефинитивни. Дефинитивни резултати ќе имаме откако ќе се разгледаат сите приговори и тоа мислам дека ќе биде деновиве. Во споредба со лани малку е подобра оценката кај мајчин јазик, меѓутоа е полоша оценката кај зборниот предмет втор јазик, оти бираат англиски или математика, полоше просекот кај англиски, кај француски, кај германски е нешто подобар просекот. Вкупниот просек ќе го знаеме откако ќе ги завршиме приговорите, тука некаде сме. Значи, не сме повеќе од 3,69, 3,70, 3,50.
што се уште не е задоволително според мене, но ова се оние генерации кои почнале по старите програми и сега завршуваат. Јас се надевам дека кога ќе стигнат генерациите кои работат по новите програми, дека ќе имаме барем минимално подобрување. Инаку полагаа матура, беа пријавени околу 14.500, нешто над 330 студенти не се појавија на испитот, тие ќе дојдат во септември, некаде околу 220 се отстранети од испитот, но сепак сметаме дека е успешно спроведена. Добре, почнавте и некако со ревизија на објектите во училиштата, сега кога сме кај средното образование, има ли затворени објекти во средното образование низ земјата? Не, има затворени објекти во основното образование, во средно образование се уште не сме затвориле ни еден, иако јас имав сериозна намера да го затворам земјоделското училиште во Битола и да ја префрлам паралелката во регионалниот центар. Од Битола има и регионален центар за средно стручно. Попуштив под ветувањата на управата на училиштето дека ќе ја подобрат ситуацијата, не ја подобрија годинава. Годинава исто има запишано 3+1, 3 земјоделци, 1 ветеринар и за жал, еве од сега кажувам дека до година тоа училиште ќе добие пренамена. Колку основни училишта, објекти затворивте? Да. Низ земјава и тоа што е најважното, рековте неколку пати дека наставниците нема да загубат работа, меѓутоа тоа што мене ме интересира е ако веќе се прераспределени на други места во други училишта, како тие наставници ќе одат на работа таму? Како тие ученици од едно ќе патуваат до друго место, ќе имаат ли обезбеден оброк, ќе имаат ли обезбедено превоз и сите потрепштини за така? Училиштата кои се на голема оддалеченост, на 20 километри од некое друго училиште, ќе останат отворени и таму ќе се доаѓаат наставниците. Но еве сега бе во Охрид реконструкција на гимназијата. Вчера, мислам, имавме една прекрасна зграда, добар темел на реконструкција се прави и разбрав дека има село во кој има еден ученик. Единствен ученик. Греот е, жално е за детето да расте изолирано и тоа мора да се припои кон одреден клас. Да, патот е платен за сите ученици во основно и средно. Ќе го земе, ќе го однесе, ќе го врати, ние се работи сега за имаме деца ученици кои со такси се возат, плаќаме такси, например, за деца со попречености и за деца кои се наоѓаат единствено е на голема оддалеченост во планински и рицкопланински предели. А за наставниците? Наставниците исто така добиваат додаток на платата кога работат во рицкопланински предели, но и за нив доколку станува збор за овие оддалечените, да. А овие, сега знаете како вели, јас работев преку улица, а сега ќе работам подалеку, па и луѓе од Газибаба работат во Ѓорче, од Куманово доаѓаат во Скопје на работа. Не зборуваме за овие такви растојанија. Зборуваме за места од село до село, од населено место до населено место, значи ќе биде обезбеден, да. Добре, и за крај тоа што веројатно наставниците повеќе ги интересира од прераспределување во друго училиште. Велите платите на наставниците во основно и средно се покачени за 20%, во високото за 14%, но и покрај тоа тие се во рамките на просек или подпросек. Како до повисоки плати кои нема да ги заде инфлацијата? Овие во средно се високи и задоволителни и професорите се задоволни. Да, овие во основни и средство се тука никаде на граница, она што ние го направивме како влада, кога дојдовме на власт, подпишавме договор за 4 години. Значи, секоја година да бидат сигурни дека ќе имаат покачување на платата и досега имаат 20-тина, следната година ќе добијат 7,5 до 10, последната година ќе добијат покачување 10 до 12%. Но кога зборувам за оптимизација, ми го вадат од контекст основниот мотив кој е да ги социализираме децата. Тој е основниот мотив. Но велам дека и државата ќе има користи, образованието ќе има корист кога ќе ја спроведеме оваа оптимизација. Нема трошење струја, нема греење, нема одржување, покриви менување, подови, тоалети, ќе се обезбедат дополнителни средства, ќе останат средства во буџетот кои ќе можат понатаму да се искористат соодветно. Јас секогаш тврдам дека се додека сум јас министер, јас ќе се борам за платите на наставниците. Весна Јаневска, гостин во тема на денот. Има време до 1 септември, до тогаш ќе имаме шанса и повторно да се видиме. Благодарам. Ви благодарам и јас.